Економија која е спротивна на застарениот либерален концепт, во кој е важен само профитот на мал број луѓе, за сметка на животната средина, здравјето на луѓето и нивната социјална состојба. Концептот на зелена економија во себе го содржи еколошкиот концепт кој води грижа за сите ресурси, како природните, енергетските и човечките, и е во основа концепт на одржлив економски развој. Економија во основа не е скапа економијата, тоа е пред се и докажано веќе од економистите. Значи, Дом пред се како зелена партија ќе се залага за зелена економија која ќе биде поттикната и регулирана од државата и ќе биде базирана на знаење. Она зашто ќе се залагаме, значи зашто го збориме ова дека треба да биде и поттикната и регулирана од државата и треба да биде базирана на знаење. Заради тоа што треба да доведе до отварање на неколку десетици илјади нови зелени работни места, кои што ќе одат во концепт на тоа да направат заштита на животната средина, да ги искористат, значи, оние ресурси кои што се потребни за да се функционира, но при тоа да не се наруши животната средина и да не се експлоатира до максимум оние ресурси кои што ги имаме. Да се донесе закон со кој што ќе се обврзе владата најмалку 20% од буџетот да се вложи во капитални инвестиции и при тоа да се дефинира што е капитална инвестиција, бидејќи по нас канцеларискиот простор што се гради во проектот Скопје 2014 не е капитална инвестиција. Апсолутно прво патишта, второ железницата, катастрофална состојба, а голем потенцијал лежи во поврзувањето на Грција како дел од Европската унија со Европската унија. Србија, Словенија, Хрватска се обединуваат и веќе минатата недела подпишаа договор за инвестиција од над милијарда евра за да го усовршат коридорот. Ние не сме дел од тоа, а сме природен коридор кој ја поврзува Европската унија со Грција или со Бугарија или преку нас до Турција и така натаму. Наши приоритети ќе бидат така: решавање на енергетските проблеми со осовременување на веќе постоечките капацитети, но и комбинација во искористувањето на обновливите извори на енергија со кои изобилуваме, и сметаме дека нас не ни е потребно да губиме ниту време, ниту пари, ниту енергија на нуклеарна централа која што се заговара во моментот во државава, која што може да го загрози здравјето на сите луѓе во државата, па и пошироко. Погрешно до сега, што пред се фокусиравме само на странските инвестиции, а ги занемаривме домашните инвестиции. Значи, без домашни инвестиции не можеме да очекуваме нешто посебно да направиме во областа на економијата. Особено, значи, мораме да поведеме сметка да ги израмниме и странските и домашните инвеститори и да им дадеме, значи, подеднакви услови за да можат да функционираат на пазарот. Програмата има и дел за влезна на странски инвеститори. До сега се дада многу поволности за инвеститорите, дури мислам дека во ниедна земја ги нема, едино Србија извојуваше некои парични средства за сите оние што ќе вработат одреден број на работници. Во вашата програма како предлагате, што ќе се даде сега за инвеститорите и што не настасуваше сега за тие да дојдат? Зошто доаѓа, гледа и слобода? Значи, ние нудиме слобода на инвеститор, на економијата. Сега не доаѓаат затоа што, знаете, за да добие некој плац во Бунарџик и да гради, мора лично да се сретне со премиерот, мора да договори со премиерот. Не постои процедура некој некаде да се пријави, да конкурира и исполнувајќи услови да добие земјиште. Значи, инвеститорот, кој да е, тешко стапува во контакт со политички функционери. Тој сака бизнисот да го води на слободен начин, да не зависи, да не се мачи низ бирократските процедури. И затоа велам јас, нашата логика на целата програма е не во понуда да даваме. Нешто треба и да се даде. Ние не ги оспоруваме тие мерки кои што и досега владата ги презва. Но го оспоруваме начинот на кој што го прави. Нашата либерална филозофија е тоа да биде слободно.
Не да мора да зависи од мојата одлука или од одлуката на некој тим. Да транспарентно да се утврдат условите и при тоа да не се прави разлика домашен и странски инвеститор. Дали до сега беа? Значи, најголем дел од граѓаните по законот беа исклучени. Администрацијата, полиција, армија, образование, здравство, други дејности кои што јавни предпријатија кои што не се приватизира. А пак оние што учествува беа ограбени со законот што беше донесен 94. Ние тогаш предлагавме приватизацијата да се одвива со ваучери, кој што беше во Чешка, во Полска, на некој начин и во Словенија. Таму многу поуспешно се направи таа трансформација и многу помалку обесправување имаше на граѓаните. Овде денес граѓаните што гласаа тогаш, што не гласаа за нас, гласаа за Сојузот, за Македонија, денес грото шетаат како стечајци по улиците, беа избркани, што е неправедно. Влади се менуваа, 98-та ВМРО, Груевски сега, добиваа на таа карта, критикувајќи ga приватизацијата, а си ја продолжуваа, измислуваа нови трикови на приватизација. Љупчо Ѓоргиевски продаваше фирми за 1 евро. Или продаваше најубав капитал, Окта ја продава, Телеком, Фени и така натаму, кои што се денес најбогатите фирми. Груевски исто така продолжи, а граѓаните не добија ништо. Наскоро, ликот на оваа девојка од билбордот ќе биде заменет со некој похаризматичен или пак не политичар. Врзете се, полетуваме. Изборите се на прагот. Некој ќе ветува, но кој и колку ќе остварува, останува да видиме. На 15 септември Македонија пак ќе се роди. На 15 септември Македонија ќе победи. Македонија има своја имена и ние таа имена ќе ја обезбедиме. Работиме. Тоа е нашата тајна. Таму се појавија и резултатите, се најдоа и парите за секој сегмент од нашето општество. Затоа остваруваме и тоа што не сме го ветиле. И се една дал ме лажеш, ти то радиш најболе. Лажи, лажи, лажи ме, ти ме лажеш најболе. Љуби, љуби, љуби ме, ти то радиш најболе. Лажи, лажи, лажи ме, ти ме лажеш најболе.